Почитувани гледачи, повторно денеска во оваа емисија Суперзвезда ве води во Музеот на македонската борба, каде што веќе бевме еднашка, но не успеавме да ви ги откриеме сите тајни. Денеска ќе одиме да видиме што уште остана неоткриено овдека, да видиме какви се тајни крие Музеот на македонската борба. Сакам да ги прашам моите драги другари и другарчиња, дали сте подготвени? Да! Ќе одиме денес да поминем во лудо и незаборавно? Спремни сте? Да! Тогаш да не чекаме. 3, 4, ние тргнуваме, а вие, драги гледачи, доаѓате со нас. Ајде одиме. Брзо. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со Ана Вишинова, историчар во Музеот на македонската борба. Ана, сакам да прашам кој ги има направено во сочните фигури кои што се наоѓаат во вашиот музеј и колку време беше потребно да се направат сите тие? Восочните фигури во овој музеј се изработени во Украина. Изработени се од 7 уметници, професионалци за изработка на восочни фигури, и тие се изработени во 3 фази. Првата фаза е подготовка на материјал, кој авторите мора да го соберат, антрополошки податоци да видат како изгледала некоја фигура, колку бил висок револуционерот или, например, некоја личност, бојата на кожата. Потоа, авторот прави портрет во глина, скулптура во природна големина, па се прави модел во таа глина, па потоа во тој модел се глие природен восок од пчела. Косата на фигурите е ставана влакно по влакно, значи едно по едно. Таа е природна коса. Исто така се внимава на бојата на кожата. После како ќе се изработи фигурата, се изработуваат облеките, костимите за фигурите. А одговорна за таа работа е костимографката Зорица Доторовска Младеновиќ, која што ќе се погреши за изработката на костимите, на униформите или облеките, и тие се сошиени од автентични материјали кои што ги носеле револуционерите и во тоа време. Значи, отприлика е потребно околу неколку месеци, 1 месец е, например, да се изработи една восочна фигура. Сепак станува збор за еден сложен и комплексен процес. Да, не е едноставно, затоа што тие се доста квалитетно изработени со медицински леки, а денеска во музеот имаме околу 154 фигури. Бравос. Сакам да прашам, воодушевуваат и сите овие слики кои може да се видат насликани кај вас овде во музеот. Како се обмислувани и кој ги има работено нив? Вака сега, има прекрасни слики, уметнички дела во овој музеј. Меѓутоа, за многу историски настани немаме сочувано оригинални фотографии. Затоа, авторите на музеот обмислиле дека убаво е да се представат овие историски настани, востанија, борби и преку вакви уметнички слики. Сега има повеќе уметници кои што работеле на овие уметнички слики, од Украина, например, тука се авторите, уметниците, Папирна, Алексеј Кулаков. Има македонски автори како што се Колеманев, Синиша Кашавелски, Ентони Мазневски, Владо Георгиев. Потоа има руски автори од уметничкото студио Греков, Екатерина Камнина, потоа Риженко Павел Виторовиќ. Исто така од Бугарија има Атанас Атанасов, исто има уметници од Србија. Значи, навистина има огромна плејада на уметници кои учествувале во создавање на вашиот музеј. Да, голем број и околу 107 има уметнички слики, вклучувајќи масовни сцени и портрети внатре во музеот и тука во холот кој што можете да ги видите. Прекрасно е, користам имала прилика да ги поканам сите оние кои што не гледаат во моментов, да дојдат и да видат какви све навистина има работи овдека прекрасни кои може да се видат во вашиот музеј, од кои што има и многу што да се научи за нас и за нашата историја. Сакам да прашам личностите кои што се представени, значи во вашиот музеј. Станува збор за наши исклучиво македонски личности или има и истакнати светски личности? Покрај нашите поголемиот број од истакнатите личности во поставката се разбира се македонски револуционери. Меѓутоа има доста и светски личности. Например, како што можете ви тука да приметите, дека се во холот при самото влегување ќе видите фигурата на премиерот на Велика Британија, Черчил, потоа председателот на Америка, Рузвелт. Внатре во поставката ќе го видите таткото на модерна Турција, Кемал Ататурк, а од нашите личности
што се нели многобројни, започнувајќи од првото одделение, ќе го видите водачот најдутите, најпознатиот Дедо Илјо Малешевски, потоа кога ќе продолжите ќе го видите Димитар Поп Ѓорѓе Беровски, водач на две востанија, потоа фигурата ќе ја видите на Гоце Делчев, најголемиот носител на револуционерното дело, основачите на револуционерната организација, серскиот војвода или пирински цар Јане Сандаски, па продолжуваме понатаму низ времето, значи Питу Гули, Никола Карев. Потоа ќе се во периодот на Втората светска војна, односно антифашистичката борба, Мирче Ацев, Страшо Пинџор, значи голем број македонски револуционери кои што дале придонес па и својот живот за оваа борба, односно слобода на денешната Македонија. Така, неверојатно е чувството, почитувани гледачи, да се биде гостин овдека и да се посети овој музеј, бидејќи многу од оние историски личности, многу од оние знаени и незнаени јунаци токму овде се оживеани и може да ги видиме исти онаки какви што биле пред годините наназад во времето кога се бореле за слободата на нашата татковина. Ние сега ќе направиме кратка пауза, а со разгледување на музеот се враќаме по неколку минути. Пауза, дечки. А сега сакам да ви ја представам Сашенка Тодоровска, моја другарка од детството. Сашенка, како си? Фантастично. Дружевме кога бевме мали, ќе се дружиме и денес во ова издание на емисијата. Драго ми е што те сретнав овдека во музеот на македонската борба. Ме интересира која е твојата улога, што ти тука работиш? Па вака се, мојата улога е ракувач на депо. Јас сум тесно врзана со кустосот на музеот при обработка на музејски материјали и предмети. Значи при добивање на етена дар или откуп на еден предмет, тој предмет треба да се обработи. Значи да се обработи од типот потеклото на предметот, од кое време датира, значи во каква состојба ни го предаваат и од кога ќе се евидентира сето тоа, кога ќе се процени предметот, доаѓа експерт, го утврдува и на крајот се сместува во тоа депо, наречено депо музејски трезор, за кој што сум одговорна јас, и сите тие предмети се сместени во тоа депо, при тоа се води евиденција за адекватната температура на депото, за да останат предметите во една состојба во која што се примени. И јас ги контролирам и мојата обврска е тоа, затоа што тие имаат своја вредност за понатамошно искористување во музеот за негова потреба. Има ли интересни работи во депото? Како не, има многу интересни работи во депото, како типот има оружје, има кожна галантерија, имаме монети, парички, имаме двогледи, имаме шлемови, значки, документи, сите тие што датираат од времето на македонската борба на така. Знам дека вашиот музеј располага и со импресивна библиотека. И тука имате улога. Да, и тука имам улога, да. Мислам дека погледнавте во конференциската сала. Значи, истото се случува и со книгите. Значи, ни подаруваат доста книги и се вршат и откупи на книги. И јас сум одговорна, исто така се евидентираат книгите, затоа што мора да се знае која книга каде за потребите на музеот. Значи, книгите се од тематика историја, како што е и нашиот музеј, повеќето. И се грижам нината, да бидат како што, знаеш, да бидат во една состојба за да може да се користат и сите тие работи. Така да повелете, разгледате ако сакате, тоа е тоа. Сашенка, ти благодарам за овој прекрасен разговор. И на вас, Даре. Ќе се видиме повторно. Се видиме со задоволство. Фала многу. А сега продолжуваме понатаму. Почитувани гледачи, до мене се наоѓа Александар Алексовски. Александар, здраво, добре дојде во Супер Звезда. Добро ве најдов. Добре ни дојдовте. Вие сте инаку стручен соработник овдека во музеот. Би сакал да ни објасните каде сега поточно се наоѓаме, кој е овој убав амбиент, кој е овој убав простор во кој што дојдовме. Така, ова е конференциска или конгресната сала, која се наоѓа во склоп на Музеот на македонската борба за државност и самостојност. Конференциската сала е отворена од самиот почеток на музеот, значи од самото отварање на 8 септември 2011 година. Во оваа конференциска сала се одржуваат разни настани, промоции на книги, пресконференции, изложби, концерти, јубилеи и така натаму. Вие сте задолжен овде и претпоставам дека еден убав дел од вашето време го минувате и ова. Па да, по некогаш и како втора дома.
Во разговор со Александар дознавме дека оваа конгресна сала е отворена кога и музеот. Зашто најчесто се користи? Прво да ви кажам дека конгресната сала е отворена, таа е со техничка поддршка, за организирање настани, конференции, промоции на книги, па дури и музички настани. Морам да ви кажам дека скоро беше реновирани, како што можете и да ја видите, со прекрасна резба. Се вројува богата библиотека меѓу таа резба, овие уметнички слики исто така, кои што се сцени од историската поставка внатре, кои што претходно ќе ја разгледате. Меѓутоа, тука се организираат и приредби за деца. Во склоп на проектот што го организираме Музеот пријател на децата, па тука и настапуваат самите деца. Значи има многу намени во оваа конгресна сала. Јас дознав една интересна работа. Точно ли е дека од наскоро и венчавањето ќе се изведува овде каматичната служба на град Скопје, ќе добие функција токму во оваа сала? Да, сега е тоа новина. Значи во оваа сала ќе можат да се венчаваат младите брачни парови, нели во овој прекрасен амбиент овдека. Сте забележали ли млади брачни парови пред музеот како прават фотографии? Да, јас сум забележала една невеста и еден маж како се слика пред овој убав музеј. Супер, Ана, ги забележувате ли и вие? Музеот има прекрасен амбиент. Дури на дворешноста на музеот, на прекрасната тераса доста се фотографираат млади брачни парови, нели, и пред театарот. Но сега новина ете исто така што ќе имаат прилика и да се венчаат овдека во оваа прекрасна сала. Се надевам во една од наредните прилики кога ќе има нешто за дечиња, дека ќе не повикате да дојдеме да бидеме ваши специјални гости овде. Се разбира дека ќе ни биде посебна чест да ни бидете и вие наши гости. Благодарам, Ана, да си жива здрава. Во скора иднина, значи, се гледаме овде повторно. Благодарам и на вас, се надевам. Се враќаме повторно во разговор со човекот за кој што кажав дека го носи најголемиот дел од теретот за цела оваа магија да изгледа токму вака, за да добиеме една прекрасна, убава, бајковита слика од самиот момент на влегување во овој музеот. Е ли голема привилегија да се работи како директор овдека? Навистина е голема привилегија и понекогаш и самиот на себе си не си верувам каква функција имам и каква чест имам да бидам директор на една ваква установа. Господин Бранислав, имаме многу прашања за вас. Во претходниот разговор поставивме дел од нив. Повелете. Ајде да видиме сега, дечиња, кој се сака да го постави следното прашање. Еве, повели Злато, ти кој е твоето прашање? Јас сум Ања и моето прашање е што вам највеќе ви се допаѓа во овој музеј? Така, господин Бранислав, премногу работи има тука. Има ли нешто едно што може да го одвоите? Може би најтешкото прашање сега го добив и навистина не можам да издвојам нешто што ми се чини ако кажам нешто друго ќе остане уште многу нешто недокажано. Меѓутоа она што ме импресионира е секако чувството кога влегувате во поставката дека влегувате низ еден историски тунел и како да сте дел од таа историја на нашиот народ и нашата држава. Прекрасен одговор. Благодарам. Ајде да видиме следното прашање. Имаш кукличка ти прашање за директорот? Кој е твоето прашање? Моето име е Мила и јас сакам да прашам дали мислите дека нешто недостасува во овој музеј? И тоа е убаво прашање. Дали се е стокмено како што треба или има нешто да недостасува? Ми недостасува секогаш ако се случи да нема дечиња во нашиот музеј. Тоа ми недостасува, ретко се случува, меѓутоа секогаш жагорот на децата, на учениците е најубавиот звук што му недостасува на музеот. Секогаш и навистина можеби тоа е она што вака би го извел со она моја прва мисла, а инаку, навистина, музеот секогаш треба да се надополнува. Тоа е она што е задача на вработените. И ние се трудиме да ја збогатиме нашата збирка на оригинални предмети и на тоа неуморно работиме. Прекрасно, значи вие претпоставам контактирате со фамилиите кои што ги има или со некои од наследниците на дел од историските личности овдека представени и успевате да дојдете до оригинални предмети? Да, ние ги охрабруваме секогаш и навистина луѓето сваќаат дека
ова е трезорот на македонската историја и дека доколку тука ги дадат предметите на чување, тоа значи дека и после 5 или 10 генерации на нивните поколенија ќе можат да си го видат предметот. Да, навистина, при селење, при едно, при друго, можат навистина некои од тие вака вредни работи, кои што се од непроценливо значење, можат и да се загубат. Така е, тоа често се случува, затоа најубаво е на ваков начин да ги презентираме, да ги чуваме, стручно да ги обработиме и да се изврши врз нив конзервација, реставрација, се она што е неопходно за да им се продолжи векот на нивното постоење. Прекрасно. Ајде сега продолжуваме понатаму. Ние имаме многу прашања, да идеме следното прашање. Злато, кое е повели? Здраво, јас сум Арни, моето прашање е какви активности планирате во блиската иднина? Супер. Ајде, директоре, какви активности сега ќе организирате во блиските? Па, реков, нас не чекаат оваа година околу 200 настани, но можеби највозбудливото според мене е поставување на некои нови предмети кои јавноста се уште не ги видела и за кои ние сме многу горди што ги поседуваме, како што се документи, стари весници од Западна Европа кои пишуваат за Македонија, оригинални парчиња на оружје и предмети, и сето тоа ќе биде како новитет за оваа година. Прекрасно. Ајде да видиме. Прашање уште некое? Повели, Злато, кое е твоето прашање? Што можат децата да научат во музеот? Прекрасно. Значи, кажавме дека има многу работи, разни збирки, историски личности, восочни фигури, портрети, слики, све. Што можат децата да научат од сето ова? Децата во музеот секогаш учат една мощна важна лекција, а тоа е дека никогаш не смееме да ги заборавиме нашите предци, нашите јунаци, луѓето кои ги жртвувале своите животи за да имаме оваа Македонија и да го имаме и овој музеј. Ако тие не постоја, немаше да постои и нашата држава, ниту пак овој прекрасен музеј и немаше да уживаме на ваков начин и да се дружиме. За оние кои малку подоцна се вклучија, почитувани гледачи, ова беше разговорот кој го водиме со господинот Бранислав Светозаревиќ, директорот на Музеот на македонската борба. Директоре, за крај, што ќе им порачате на сите овие прекрасни наши најмлади гледачи и нивните родители кои во моментов се пред малите екрани? Драги дечиња, музеот во секое време ве очекува со нетрпение. Земите ги со вашите вредни рачиња, вашите родители и дојдете заедно да се дружиме, да се подсетиме на нашето минато и да научиме како треба да си ја чуваме, да си ја негуваме и да си ја развиваме нашата татковина Република Македонија. Заслужили голем аплауз, директор. Да? Благодариме за сите убави искажани зборови во денешната емисија. Јас ви посакувам се најдобро и сигурен сум дека уште многу пати ќе се дружиме. А сега се наоѓаме на местото од каде што започнува целата магија. Како се чувствувате тука, дечки? Супер! Магично е? Да! Возбудливо? Да! Супер. Се наоѓаме директно во поставката на Музеот на македонската борба. Морам да напоменам дека за снимање на овој дел имавме потреба од добивање на специјална дозвола и сакам да кажам дека ќе снимеме само мал дел од работите кои што се изложени овде со цел да ви пренесеме и да видите вака дел од амбиентот и атмосферата која ние затиктовме овдека, а за сето останато што би сакале ќе мора лично да дојдете, почитувани гледачи, и самите да се уверите какви се работи се изложени овдека во овој прекрасен музеј. До мене повторно се наоѓа Томи. Томи, како си? Супер. Навистина морам да кажам дека е посебна чест и задоволство да се работи на едно вакво место. Навистина се е безпрекорно, се е доведено под конец. Значи, еве сега во моментов имаме можност да видиме што. Значи тука во ова прво деление ни е прикажано ајдуцтвото, кој инаку како прва форма на вооружан отпор на населението кој живее на овие простори против томанските власти. Знаете, Македонија, територијата Македонија била дел од големото Томанско царство скоро 5 века. Доле има посебна символика подотна, што ве асоцира оваа зелена територија. На трева и дрвјата, тие го прикажуваат периодот кога овие ајдути
се бореле, значи најчесто функционираат од пролет до есен, кога е потопло и кога има услови за борба, кога е ладно, како сега, најчесто се засолнувале во локалните манастири цркви низ територија на Македонија. Како изгледала една традиционална облека на еден ајдутски борец, може да забележите една македонска ноција, традиционално или оружје кое е користено во време на ајдутството, исто така тие користеле пушки, кубури, пиштоли и на еден вид мечови, на турски тие се наречени јатагани. Овој јунак кој што сега го гледаме во моментов е кој? Ова е дедо Илјо Малешевски, еден истакнат ајдутски војвода, учесник во две војни на Балканот, исто така учесник во македонското кресновско востание за кое ќе учите кога ќе потпораснете малце, кој подизбива 1878 година. Значи, то ми видовме што е ајдутин, сега каде сме дојдени? Сега сме дојдени да видиме како изгледа еден комита. До мене, од десна страна е представен Питу Гули, кој е еден крушевски војвода, кој ќе застане на одбрана на 10-дневната Крушевска република. Позади мене е прикажана битката на Мечкин камен на последниот ден од републиката. Кај ако забележавме на традиционална фолклорна носија, облеката на комитите малку се разликува со тоа што тие ќе ги облечат и волнените чорапи кои ги штитат комитите од студ, од снег, од вода. Една носија или облека која носел Питу Гули е представена тука и многу битно на капата на Питу Гули му било сошиено заклетвата на организацијата Слобода или смрт, што сака да каже дека секој член на организацијата бил подготвен да го даде својот живот за слободата на Македонија. Кружи легенда дека биле договорени меѓу себе комитите во случај на непредвидени ситуации, последниот куршум да го чуваат за себе. Точно ли е тоа? Точно е. Тие биле во прекрај со муниција, војската на отоманската војска се повеќе и повеќе ги рушела позициите на борците. Тие се договориле да си остават по еден куршум за меѓу себе да си го одземат животот, значи тие биле свесни да го дадат својот живот за оваа земја, што еден ден и вроди со плод. Ние денеска имаме кој вид привилегија да живееме во една слободна и независна држава. Се враќаме во разговор со Ана Вишинова. Ана, дојдовме на едно многу специјално место сега. Да, веќе овдека го гледате црешовото топче, веќе мојот колега Томи ви објасни дел за црешовото топче, но овдека веќе можете да видите како изгледало едно црешово топче. Значи, должината на црешовото топче можело да биде од 80 см до 150 см, тежината можела да биде од 20 кг па до 80 кг, но исто така најмногу се правело, се изработувало црешовото топче од дрво, од дива цреша. Да, тоа било најцврсто. Сега, сигурно некој од вас бил во манастирот Јован Бигорски? Ете таму, значи, пред Илинденското востание за одбрана на Крушевската република во манастирот Јован Бигорски били изработени 4 вакви црешови топчиња. Сега црешовото топче, значи пред да се употреби, тоа се дрвото се варело, па потоа се премачкувало со маст или пак со катран од афион. Па требало половина година, најмалку половина година тоа да се исуши. Па се користеле ѓулења за ова црешово топче, ќе ви покажам овдека, значи како што може да видите во волнени крпчиња се ставале метални остатоци или други или клинци или некои други остатоци, се ставале ѓулењата напред во цевката на топчето и кога ќе се запалело можело да испука на далечина дури до 500 метри. Ова топче што го гледате овдека, иако е верно на оригиналот, тоа не е оригиналот тоа далечно време 1903 година. Ова е направено 2013 година специјално за оваа поставка. Значи, меѓутоа единствениот сочуван оригинален примерок на црешовото топче запленато од османлиите уште далечната 1903 година до ден денеска се наоѓа во војниот музеј во Истанбул. Значи, постои оригинали? Постои, да, и кога македонскиот народ прославуваше јубилеј 100 години од Илинденското востание, тоа беше 2003, Република Турција ни го позајмија, тоа беше изложено во Музеот на Македонија, имавме прилика да го видиме, беше малку пораспаднато од ова топче, меѓутоа после неколку месеци го вративме.
видовме што е Ајдутин, видовме и Комита, а сега дојдовме каде? Сега дојдовме да ги видиме партизаните. Партизаните се по начинот на действување многу слични како комитите, значи имаат веќе изградена политичка цел. Целта е ослободување на сопствената држава. Можеме да видиме како изгледале партизаните, тие веќе конистат тие една традиционална униформа. Може да забележите дека и на капите имаат сошиена на црвена звезда, символот на комунизмот. Инаку во овој период се користи веќе автоматско оружје, како на пример тоа е германскиот автомат Ерма и американската автоматска пушка Томсон. Исто така се бореле со исти идеали како и комитите и ајдутите со цел за ослободување на Тоа што комитите действуваат крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, партизаните действуваат во периодот на Втората светска војна. Јас мислам дека научевме интересни и убави работи, тоа ти благодарам за дружењето во ова наше денешно издание на емисијата Супер Звезда. Фала ти многу. Фала ви многу. А сега би сакал да ја повикам твојата колешка Ана Вишинова, која има една многу интересна работа што би сакал да ја каже. Значи, веќе извесен период во вашиот музеј се случува во пракса да ги изненадувате посетителите. На каков начин го правите? На тоа е нешто ново за овој музеј. Значи, на одредени позиции во музејската поставка има се присутни учениците од Средното музичко училиште, од етнокорологија Смерот, од Средното училиште Илија Николовски Луи, и тие се облечени во народни носи, оригинални народни носи. Меѓутоа, кога доаѓаат посетителите, пеат песни наменети посветени на револуционери или па за тој соодветен период. Значи, и тоа е едно право изненадување за посетителите кои што не ги очекуваат, се разбира, овие ученици да почнат со својот настап. Така тие ги оживуваат сцените и ги враќаат посетителите во минатото, токму во тоа време кога била одиграна таа некоја сцена. Да, ги доста се реални, меѓутоа со самите песни што ги пеат, самата облека што ја носат на себе. Посетителите, а пред се и странските посетители, може да го видат, да ја видат и една друга страна, традиционалното македонско фолклорното во Македонија. Така да ја слушнат и песната. Така и македонската фолклорна песна. Ќе видиме ли нешто од тоа денеска? Ќе видите, ние спремивме изненадување за вас, односно супер звездишките. Ајде да видиме зашто станува потоа што сме. Другари, Илинденецот Брашнаров да каже. Денеска на вториот славен Илинден, последен Илинден на неослободена Македонија, се ставаат темелите на македонската држава, во која се обедини и заживеа нашиот народ онаков среќен живот, како што го заслужува, по своите претрпени робски маки и петвековни борби. Да е жива нашата мила федерална држава! Да живе! Браво за другарот Брашнаров. Другари, песна! Ај што ми е мило е драго, млада партизанка да станам. Ај што ми е мило е драго, млада партизанка да станам. Богу ми прощевај, роде мој, јас отидов во бој, бој, бој. Богу ми прощевај, роде мој, јас отидов во бој. Се враќаме во разговор со Ана и Дани. Како сте добри? Одлично. Уживате ли во денешното дружење? Со вакво друштво живееме. Нели, има наистина многу забава, многу хумор, многу смења. Дечки, како ви е на вас? Супер! Стварно имаме една фантастична посета денеска, почитувани гледачи. Посакувам сите вие кога ќе дојдете токму вака како ние, исто и вие да се поминувате во музеот. Сега би сакал да поразговарам со Ана и Дани вака некои интересни работи кои би сакал да ги кажеме за крај. Односно да поразговараме за начинот на кој децата и посетителите треба да се однесуваат во музеот. Има ли некој предвиден начин на кој треба сите ние да се однесуваме кога ќе дојдеме во музеј? Па, има одредено однесување. Ете, токму затоа и јас сакам да ги прашам децава што мислат, дали мислите дека е правилно, например, да јадеме внатре во музеот? Ајде да видиме.
Треба ли да се јадеме, да? Не. Да донесеме сендвичи од дома, да извадиме. Не треба сигурно, затоа што може не сакајки, нели, да се испрска некој експонат или од сокчето да се испрска, така ќе се оштети експонатот. Исто така би сакала да ги прашам што мислат, дали е правилно да се зборува на телефон натре во поставката? Влезете и доека другите разгледуваат, вие галама да им правите. Ало, мамо, да, кажи, не те слушам. Погласно, како? Е токму така. Не би требало да се зборува на мобилен телефон за да не пречиме, нели, на другите посетители кои што се внатре во поставката. Значи ги исклучуваме телефоните кога влегуваме во музеот. А може ли да дојдеме со куче, со маче? Не, и со куче и со маче не може. Ги сакаме многу, меѓутоа сепак не можеме да шитаме внатре. Така со животни, бидејќи сепак не е предвидено. Да, може да излезат работите надвор од контрол. Нели? Друго, што не треба да се прави во музеј? Па во музеј не треба да се збори многу гласно, бидејќи им пречиме на другите кои што разгледуваат. Како што кажа, Еме ли со прсти да ги допираме експонат? смееме со прсти да ги допираме работите, бидејќи можеме да ги оштетиме. Значи, исто експонатите не смее да се допира? Не смеат да се допира затоа што тие се заштитени. Значи, од самиот допир, нели, на кожата на се може да се оштети експонатот. Исто така сакам да споменам дека не е пожелно ниту да се трча низ музеа. Затоа што ете како што гледате тука имаме декларацијата е поставена во холот. Натре има многу прикажани експонати музејски кои што не сакајки можеме и да ги турнеме. Затоа не е пожелно ни да трчаме. Значи, музеот, почитувани гледачи, навистина е едно многу специјално место каде што мора и нашето однесување да биде прилагодено согласно амбиентот, атмосферата, институцијата која што посетуваме, така да посетителите кои што доаѓаат најчесто во најголем дел ги почитуваат ли овие правила? Да, секако. Во најголем дел ги почитуваат овие правила, затоа што тоа е во една посетата на музеот и едно уживање за самите посетители. Така, дечињата кои што доаѓаат од основните училишта, кои што во последните години се почести гости, се придржуваат ли кон дневниот ред и тие? Да, многу од нив доаѓаат прв пат. Секако представува самото влегување во музеот и едно возбудување за нив. Меѓутоа, морам да кажам дека навистина се пристојни и не можам да се пожалам од нив како посетители. Браво. Сега дојде моментот кога сакам малку да поразговарам со дечињата кои што денеска ме дружеа. Дечки, како сте? Супер. Како си поминавте денес? Одлично. Што би кажале за музеот? Беше ли возбудлива и убава оваа прошетка? Да. Да, кажи ми, Злато, каков е музеот? Повеќе од магичен. Повеќе од магичен, возбудлив, интересен? Бајка. Лајка, браво. Јас се надевам дека денеска научивме некои нови убави интересни работи. И верувам дека и гледачите уживаа во оваа емисија. Вие би се вратиле или повторно овдека во музеј? Да. Со кого? Кого ќе го земете Со сега? мама, тато, сестра ми. Да. Значи цело семејство сите ги носиме овдека, бидејќи ова е музеј за целото семејство. Па доколку имаме некои гости на странство, прво каде го носиме? Во музеј. Прво овде, па после ќе го шетаме по други места, драги гледачи. Ете така. Што научивме денеска? Научивме дека имало комити, ајдуди и партизани. Партизани, научивме дека македонскиот народ, почитувани гледачи, има тешка и мачна историја, дека со години наназад се мачел и се борел и многумина од нашите предци го дале дури и својот живот, за да имаме денеска ние слобода оваква како што имаме, да може слободно да се движиме и да му се радуваме на секој нов ден. Така да, слободата е нешто што мора сите заеднички да се трудиме да го сочуваме и да знаете дека таа едноставно нема цена. Дечиња, ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење. Јас сакам уште еднаш да им се заблагодариме и на учениците од Средното музичко училиште, Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј. Дечки, фала ви многу што дојдовте, што ни изненадивте позитивно и ни направивте емисија каква што сме немале до сега. А сега сите заедно да им мафнеме на нашите гледачи, да им се заблагодариме за нивното време и внимание кое ни го посветија денеска. Се гледаме повторно во наредното издание на емисијата Супер Звезда. До тогаш бидете добри, сакајте ги мама и тато и гледате Супер Звезда. Чао, пријатно до гледање. Чао, чао, чао.